се покажа дека јавниот притисок дава резултати. Има всредба со генералниот секретар во јавното обвинителство кој што ми извести дека во следните 2-3 дена ќе бидам примен од страна на нелегитимниот јавен обвинител пред кој што ќе ги повторам нашите барања за кои што ние и писмено ги известивме. Бараме да не известат врз основа на која нивна одлука го објавија соопштението до медиумите со кое што неформално и забрануваат на македонската радио телевизија да ги емитува разговорите кои што ги објавува опозицијата. Воедно го потсетуваме јавниот обвинител дека на вториот програмски сервис на македонската телевизија секојдневно може да се слушнат снимки од разговорите кои што ги објавува опозицијата. Како може во една иста куќа во македонската радио телевизија на првата програма да не смеат да се емитуваат, а на втората да се емитуваат? Дали разликата е во тоа што со првиот програмски сервис контрола или владење има ВМРО ДПМН, а со вториот ДУИ? Дали тоа покажува дека има разлика во однос на ставот дали овие разговори треба да се емитуваат помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ? Понатака, доколку навистина постои ваква одлука, бараме да ни кажат врз основа на кој закон и на кој член од законот се заснива таквата, јас би рекол, скандалозна одлука, која што се коси со уставот, се коси со домашните закони, но и со меѓународните конвенции. Како што потсети во повеќе наврати, вест која што веќе е објавена во една држава не може да представува тајна во истата држава, дури и ако е предмет на некаков судски спор. Ние знаеме дека дел од медиумите со недели наназад ги објавуваат овие разговори за кои што македонската радио телевизија не смее да известува. Воедно го прашуваме јавниот обвинител дали преземаа мерки против медиумите, против телевизиите, радијата, интернет порталите кои што секојдневно објавуваат делови или целосни разговори од оние што ги објави опозицијата. Доколку имате прашање, повелете. Веќе неколку денови или можеби недели вие имате различни барања. Прво до МРТВ, а сега и од јавното обвинителство. Но во јавноста се ширеа некои информации тоа за легитимноста на вашите барања до јавното обвинителство. Дали сте вие соодветниот човек за да барате пример оставка од Зврлевски и ред други работи? Јас сум најсоодветниот човек во Македонија кој што бара оставка од Зврлевски. Ако Зврлевски не сиде сам, јас ќе го тргнам заедно со подршка на граѓаните кои што доаѓаат. Друго прашање? Дали на вашите протести гледате како на Дон Кихотовска битка или очекувате да се омасават? Јас ви личам на Дон Кихот или ви личам на Гладијатор. Ја повеќе себе си се гледам во улогата на Гладијатор. Погледајте го филмот Гладијатор и ќе ви стане јасно што се случува овде. Кога ќе свата дека ја не сум обичен гладијатор, туку сум генерал гладијатор, тогаш битката веќе ќе биде изгубена од нивна страна. Кога ќе свата дека ова е премногу сериозно, ќе биде доцна. А дека ова е многу сериозна иницијатива, зборуваат секојдневните медиумски напади за кои што заедно со Јове Кекеновски ќе поднесеме тужби за клевета против клеветниците, нечестните клеветници кои што ги клеветат овие прекрасни луѓе кои што секој ден доаѓаат овде дека доаѓале за сендвич за 800 денари и така натака. Навистина е понижувачко. Тие мислат дека ако тие ги викат луѓето за сендвич и кока-кола и да се прошетат неколку часа низ Скопје, мислат дека сите тоа го прават. Што доколку се разговори со имавте соуредникот на МТВ, имате со обвинителот, што понатаму доколку не врода со конкретен плод овие ваши собери? Јас сум убеден дека ќе вродат со плод. На вашето прашање зошто ние се пренасочивме кон јавното обвинителство. Македонската радио телевизија навистина има формална забрана во вид на соопштение. И понатака не сакам таму да се занимавам. Прво бараме да отстранеме причината која што Горан Петревски ја користи како алиби. И јас не навлегувам дали таа причина е издржана или не. Ние во Македонија и на врапците е јасно дека имаме режим и дека Горан Петревски од страф од режимот не ги емитува разговорите. Дека она соопштение во обвинителство го користи само како алиби. Јас сакам да го избијам ова алиби од неговите раци. Потоа тој нема да има друго алиби, ќе мора да ги емитува разговорите и тогаш разговорите ќе допрати до најодалечените и најзафрлените краишта во Македонија. А убеден сум дека јавното обвинителство мора да ја повлече, да го повлече соопштението, бидејќи според оние информации кои што ние ги имаме, а се од
исклучително релевантни фактори, обвинителството нема таква одлука, тоа е криминал. Тие без да имат одлука пуштат соопштение во јавност. Нели сме ние правна држава? Доколку навистина има таква одлука, ве молам, влезете во јавното обвинителство и прашајте ги дали има одлука врз основ на која што вие го дадовте ова соопштение, кое што е целосно нелегитимно доколку нема одлука. И тие нема каде, ден, два, три ќе бегат, ќе измислуват, но треба да свана дека битката ја губат, а војната ќе ја изгубат за неколку недели. Доколку имат посебно решение за МТВ или како? Има соопштение кое што е нелегитимно. Тие го објавиле соопштението. Тоа соопштение не е подкрепено со одлука. Ова е јавно обвинителство. Јавното обвинителство не излегува со соопштение. Со соопштение излегуваат медиумите или политички партии. Ова е државен орган, треба да каже врз основа на законот тој и тој, член тој и тој, донесовме одлука тоа и тоа. Ние немаме таква одлука. Тоа е суштината на нашето барање. Кога тие ќе кажат, ве молам отидете внатре по барите, да видите одлуката. Ако речат немаме одлука, тогаш нивното соопштение е ништовно. И тогаш Горан Петревски ќе мора да си стои на ветувањето дека ќе ги објави разговорите. Тоа е суштината на нашата борба. И кажав, и со овие стотина храбри луѓе кои што денес дојдоа се повеќе од доволно да ја завршиме нашата битка. И верувам во тоа. Како? МТВ почна ли да ги следи? Ветија дека ќе ги следат, овде не гледам од МТВ, па нити очекувам. Од друга страна, со оглед на нивната гледаност, не ми е ни криво што не ме следат. Јас сум убеден дека кога ќе почнат да ги објавуваат бомбите, тогаш нивната гледаност нагло ќе порасне. Тие имат интерес да ги објават бомбите. Тогаш гледаноста на МТВ ќе порасне на целата територија на Македонија. Доколку имате друго прашање? Полициски врски вие ќе го тргнете. Дали тоа значи дека насилно ќе влезете во обвинение? Јас сум полициски генерал од 2001 година, величам ли на насилник. Ние ширеме љубов, а не омрза. Ќе го тргнеме со јавен притисок. Благодарение на вас, медиумите, кои што редовно ги покривате нашите активности, благодарение на овие прекрасни луѓе кои што доаѓа да дадат поддршка, колку и да се, благодарение на луѓето кои што вечерва во 19 часот ќе дојдат пред македонската радио телевизија. Со континуирани притисоци. Јас вчера ми добив информација дека Марко Зврлевски имал совест. Само му била заспана. Ние се обидуваме да му ја разбудиме совеста. Тој човек не е нечесен, сепак е јавен обвинител, иако праве некои нечесни работи, како што е конкретниот случај. Еден ден ќе се сраме. Јас верувам дека еден ден некој ќе докторира на ова што тој сега го прави. Само Марко Зврлевски. Некој ќе направи докторат на темата зошто Марко Зврлевски не дозволува на македонската радио телевизија да објавува нешто што во јавност е објавено. Кого тие штитат? Го штитат режимот, односно десетина, 20 и 30 луѓе кои што управуваат со режимот. Другите обичните ВМРО-вци и низ градовите и немат многу врска со целата ова работа. Насилство исклучувам, додека јас сум на чело на ваквите собири, нема да има насилство, затоа што со овие полицајци кои што сега се тргнаа, можете да ги снимате, па 70% од нив ми се другари и пријатели, заедно сум војувал со нив. Погледнете го нивниот однос секој ден кога доаѓам на протести. Овие луѓе никогаш нема да кренат рака нити на мене, нити на луѓето кои што стоат зад мене. Очекувам во вистински момент да ги повикам да застанат зад мене, а и тоа ќе се